Добре дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Премиерот Христијан Мицкоски ќе има состанок со заменик председателот на Европската инвестициона банка Роберт де Грот во просториите на владата. По завршувањето на состанокот, според најавата од владиниот оддел за односи со јавноста, ќе се изврши потпишување на спогодба за соработка. Лондонска магистратура го однесе пред суд Министерството за образование. Министерството за образование и наука одбило барање за признавање и за еквиваленција на диплома за завршени постдипломски студии, стекната на Универзитетот Сити во Лондон, образложувајќи дека студиите не ги исполнуваат условите за втор циклус на студии во земјава. Барателот Стефан Трајковски од Скопје, кој студирал градежно инженерство во Обединетото кралство, тврди дека решението е донесено со погрешна правна примена и дека во постапката бил користен член од Законот за образование кој се однесува на домашни студии, а не на странски високообразовни квалификации. Во решението на МОН, потпишано од министерката Весна Јаневска, стои дека барателот има стекнато 240 ЕКТС кредити на додипломски студии по градежно инженерство на Универзитетот во Лондон, што не е во согласност со Законот за високо образование. Две големи американски компании до крајот на следната година ги напуштаат зоните во Скопје. Станува збор за компаниите Аптив и Дура, кои се дел од автомобилската индустрија и вработуваат околу 1000 луѓе. Информацијата ја потврди председателот на Советот за странски инвеститори при Стопанската комора Виктор Мизо, но не сакаше да ги коментира причините за заминувањето на компаниите. Вели тоа се интерни одлуки и посочува дека ако една или две компании решиле да заминат од земјава, не значи дека другите нема да се развиваат или нема да додат нови, кои преку Македонија ќе додат на европскиот пазар. Расте бројот на туристи во Македонија. Во периодот јануари-септември 2025 година, вкупниот број на туристи е зголемен за 5,8% во однос на истиот период минатата година. Домашните туристи бележат намалување од 1,4%, додека кај странските има раст од 9,6%. Најмногу странски туристи во септември пристигнале од Турција, Србија, Германија и Полска. Орце Георгиевски веќе контактирал со финансиската полиција и ќе бара и командна одговорност за платите на тие кои не оделе на работа. За повикот од државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски да пријави доколку има докази за злоупотреби во јавните претпријатија на град Скопје. Георгиевски синоќа на МТВ посочи дека веќе имале средба со представници на финансиската полиција, но дека во интерес на истрагата не може да даде повеќе информации. Според градоначалникот, тоа не се лица што ќе бидат заменети со нови, затоа што на нив им било дозволено единствено да вршат злоупотреба на институциите и да се доведуваме во оваа состојба во каква што сме денес во градот Скопје. Владата ќе именува повереници во 4 општини во кои ќе се повторат локалните избори. Дециде премиерот Христијан Мицкоски, откако вршителот на должност, градоначалник на Гостивар, Валбон Лимани, изјави дека тоа е неуставно и најави дека одлуката на владата ќе ја обжали пред Уставниот суд. Државната изборна комисија се очекува денеска да ги објави конечните резултати од локалните избори и да ги прогласи за завршени, пошто се отвора патот за именување владини повереници во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и во Маврово Ростуше. Изборите во 4 општини пропаднаа, бидејќи во првиот изборен круг не беше постигнат цензус од 33%. И додека опозицијската нема дилема дека и на повторените избори ќе трча со истите кандидати за Гостивар и за Врапчиште, Валбон Лимани и Исан Шабани. Од владеачката вреди, доправа ќе решаваат дали ќе номинираат нови кандидати за градоначалници. Ова го следи Мариела Трајковска. Следи вознемирувачка содржина. Лекар од Македонија прегази куќа во Софија. Му се заканува затворска казна од 5 години. Објавени се снимки од надзорни камери кои покажуваат дека тој го гази куќето. Излегува од автомобилот, го гледа згмеченото куќе. Се враќа во автомобилот и вози преку куќето и заминува. Соседите од малото, кои се грижеле за куќето, за кое велат дека било мирно и старо 12 години, организираа протест со барање да бидат применети најстроги казни. Мафијашка пресметка во Тирана.
Еден човек е убиен, а еден е ранет во жестока пресметка со пукање која избила откако напаѓачи стрелале од возило кон луѓе во друг автомобил, објави Бота Сот. Се случила пукотница на кружен тек во близина на аеродромот во Тирана. Се пукало кон возилото во кое се превезувале МШ и ГД. Во Мерцедесот во кој се возеле непознати лица пукале од Toyota Yaris, кој бил пронајден изгорен. ГД го загубил животот, додека МШ бил ранет и се наоѓа во болница под медицински надзор во тешка состојба. На снимката која ја објави Top Channel се гледа како полицајци и минувачи се обидуваат да стигнат до ранетите во автомобилот, кршејќи ги прозорците. Бота Сот објавува дека жртвата е Гилмано Дани, десната рака на Емилијан Сулази. Сулази е добро позната фигура во албанското подземје, поранешен студент по медицина кој стана еден од најозогласените криминални босови во Албанија. УНИЦЕФ соопшти дека Израел им забранува влез во Газа на основните залихи, вклучувајќи инјекции за вакцинација на деца и шишиња со формула за бебиња, попречувајќи ја работата на хуманитарните агенции кои се обидуваат да му помогнат на населението во регионот погоден од војна. Според УНИЦЕФ, 1,6 милиони инјекции и фрижидери на сончева енергија за складирање вакцини чекаат со месеци да се царинат. Инаку од почетокот на примирието, Израел сруши повеќе од 1500 згради во Газа. Десетици домородни демонстранти вчера насилно влегоа во местото на одржување на самитот за климата КОП-30 и се судрија со обезбедувањето на влезот, барајќи климатска акција и заштита на шумите. Викајќи луто, демонстрантите побараа пристап до комплексот на Обединетите нации, каде што илјадници делегати од земји од целиот свет присуствуваат на овогодинешниот самит на ООН за климата во амазонскиот град Белем, Бразил. Некои мафтаа со знамења со слогани на кои се повикуваат на правата на земјиште или носеа знаци на кои пишуваше "Нашата земја не е на продажба". Обезбедувањето ги поттисна демонстрантите и го блокираа влезот со маси. На престојниот избор за Мис Универзум 2025, кој ќе се одржи на 21 ноември во Тајланд, Србија ќе ја представува Јелена Егорова, модел со монголско потекло. Кога беше објавено дека Јелена ќе ја представува Србија, српската јавност беше поделена. Еден дел од публиката го поздрави изборот, додека другиот реагираше бурно, тврдејќи дека некој кој не е роден во Србија не треба да ја носи лентата на оваа земја. Додека контроверзноста трае, Егорова повторно се огласи на својот Инстаграм профил и нагласи дека таа има српски корени. "Моите корени се азиски, а мојот пасош е српски", напиша таа. Ова беше последната информација во вестите на Слободен печат. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.